Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Проширените или варикозни вени се чест проблем кај голем дел од популацијата. Голем дел од нив ги сваќаат само како проблем од естетска природа, но тие се многу повеќе од тоа. Некогаш можат да создадат навистина големи непријатности, па и доста компликации доколку навреме и соодветно не се третираат, односно да предизвикаат бројни здравствени проблеми. На тема современ пристап и нови методи во третманот на варикозните вени утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Андреја Арсовски, специјалист хирург, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро, доктор Андреја, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Так. Што се проширени варикозни вени? Колкава е честотата кај популацијата? Проширените вени всушност се деформитет во зидот на површните вени, кои што се јавуваат заради појава на таа венска слабост за која што ќе говориме денеска. Прилично често заболување, по некои статистики над 60 години повеќе од 40% од популацијата ги има овие проблеми. Може да се јават и во младата возраст, со тек на животот, кога веќе ќе се појават, тие само прогредираат, значи не може сами спонтано да се јави некое подобрување, така да денеска навистина многу честа појава во современиот начин на живење и голем број од популацијата, некој повеќе, некој помалку, има вакви проширени вени и тегоби кои што тие ги предизвикуваат. Така и што побрзо се почне со третманот, тоа е подобро, а барем во денешно време со сите нови модалитети кои што се нудат, така заменети се како минимално инвазивни, зошто да се чека да не се направи нешто навреме? И диагностиката денеска е навистина напредната, се состои пред се во клиничкиот преглед и ехоколор доплер, така да таа може да се применува безболно, брзо, без никакви последици, а е многу екзактна и многу прецизна. Од една страна, така да диагностиката не представува денеска некаков проблем во поставување на точната морфолошка диагностика, што е многу битно. Од една страна, од друга страна, самите третмани се навистина минимално инвазивни. Ќе објасниме колку е тој современ пристап во лекувањето навистина неоптоварувачки во поглед на отсуство од работа, хоспитални престои и така натаму, и навистина не е никаков проблем и на време да се диагностицира и што порано да се лекува, за да резултатите секако бидат што подобри. На тој начин се ослободувате и од проблемот кој што ви го прават проширените вени, но и го намалувате ризикот од дополнителните компликации кои може навистина да бидат сериозни ако не се третираат. Секако. Значи, почетната симптоматологија при појава на проширени вени е прилично, да речам, безазлена, затоа што се манифестира со печење, возголемен замор, особено после напорни денови, од стоење, седење, исто така, чувство на тежина во нозете. Овие тегоби се поизразени кога е и топло времето, значи во летните периоди овие пациенти имаат повеќе нелагодности, би рекол, во почетокот. Меѓутоа, ако развојот на проширените вени не се стопира навреме, тогаш тие прогредираат веќе во сериозни здравствени проблеми, доведува до промена на бојата и на квалитетот на кожата, пред се на подколениците, над глуждовите, и во колку тоа зголемување на венскиот притисок во површните вени не се стопира, тогаш може да доаѓа заради ослабена циркулација, односно исхрана на кожата, на крвните садови кои што се во површината на кожата, доаѓа до отварање на рани кои што може да бидат многу непријатни, многу сериозни, многу тешко се третираат, подложни на инфекции и крајниот стадиум во колку прогредираат може да настане венска гангрена, што доведува до сериозни последици, дури и до ампутација на екстремитетите. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, следете не до крај, јавете се, поставете прашање за да добиете препорака и совет за проблемот кој што го имате. Со професор доктор Андреја Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина, зборуваме за современиот третман на проширените или варикозни вени. Доктор Андреја, колку
внимание се посветува на ваквиот проблем? Дали малку повеќе од она што порано било, па луѓето малку повеќе секако. информирани можеби? Повеќе се достапни информациите и преку медиумите, преку овие здравствено образовни програми и така натаму. Достапот во медицината е нели сега малку полесен него во минатото. И самата диагностика, веќе спомнав, е прилично лесна и достапна и во голем број на ординации, и кај општите лекари, и во специјалистичките, интернистичките и така натаму. Значи, клучот е во еден добар физикален преглед, меѓутоа, она што е златен стандард денеска во диагностицирањето на проширените вени е ехоколор доплерот. Во минатото повеќе се применува контрастни рентгенолошки методи кои што се непотребно инвазивни, КТ ангиографијата исто така некоја се прави според мене апсолутно и тоа денеска не е потребно, освен кај некои ретки случаи за исклучување на некои други состојби поврзани повеќе со другите крвни садови, со длабоките вени. Ехоколор доплерот е многу достапен, се повеќе лекари се едуцирани тоа да го прават и навистина дава извореден приказ не само на евидентирање на проширените вени и нивната слабост, туку откривање на клучните моменти што е многу битно за одредување на правилниот третман. Значи, морате да ја пронајдете каде е причината. И тоа, например, ние овој тип на диагностицирање и лекување го работиме заедно со колегата Јовановски, кој што е интерниста, кардиолог и васкуларен интерниста што се бави со крвни садови, и навистина тој толку вешто знае да ми ги предочи кои се клучните моменти, односно од каде потекнува таа венска слабост. Тоа е многу битно за да и ние и операциите ги правиме под ехоколор доплер контрола, така да точно можеме да ги откриеме, евидентираме и да ги санираме тие слаби точки од каде што потекнува венската слабост. Кога ќе ја решите причината, така, од каде потекнува и од каде доаѓа проблемот, веќе Тоа поголем успехот ќе биде и во третманот, така? И поефективно се решаваат и веќе створените тие варикозитети, затоа што ако не ја решите причината, тие повторно ќе се појават. И тоа е и слабоста на сите оние други начини на лекување за кои што ќе спомнем. Така, да. Да го слушнеме и гледачот со неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Поздрав до вас, до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање. Јас сум на возраст од 69 години. Многу одамна ги имам тие вени. Десната нога ми е направена во Свети Стефан Охрид со аблација. Ме боли таја тука кај ципите, ме боли таја. Меѓутоа левата има многу истакнати вени и сега долу над стапалото има многу и темни вени, капилари, ме болат и осеќам многу студ над коленото. Многу ми е ладна водата. Ова ногата пие порано флебавен. Сега да ви кажам, зимата не пием, а дали треба, како треба, што треба. И што да направите следно, да, со оглед на проблемот кој што го имате. Ви благодариме за јавувањето. Најдобро е да дојде на преглед. Ние заедно со колегата Јовановски сме во амбуланта во понеделник попладне, кога вршиме прегледиот, е многу битно и двајцата да видиме, значи добра диагностика и совет за третман. Се може да се поправи, да се третира и во поразвиени фази на самото заболување. Прашањето е кој третман ќе биде најефикасен, но за тоа треба да дојде пациентката на преглед. Ве поканувам во понеделник попладне, секој понеделник ние сме таму.
да ве видиме, да направиме ехоколор Доплер и да ви дадеме совет за најадекватниот третман. Така, бидејќи има и многу опции на третман, така, меѓутоа во зависност Да. од тоа каква проценка ќе се направи, ќе се види Затоа со што ќе се спомнав дека продолжи. таа диагностика е многу битна, затоа што третманите има цела една палета на можни третмани и ефектот од третманот е најдобар ако сте го употребиле вистинскиот третман кај одреден пациент. Значи, третманите може да бидат најконзервативни, со терапија со таблети најчесто, со разни масти, кои што се најефективни на база на див костен, понатаму носење на еластични чорапи, хигиено-диететски режим, но дефинитивно најефикасните третмани се хируршките третмани, каде што може да бидат комплетирани со склерозантна терапија. Склерозантната терапија сама по себе најдобро е да се употребува после хируршки третман, затоа што хируршкиот третман ја санира причината, таа венска слабост која што би сакал да објаснам што всушност представува. И таа може да биде комбинирана со склерозантни третмани или склерозантните третмани да бидат после тоа или хируршкиот третман во колку е по комплексен, значи подразбира решавање и на инсуфициенцијата и вадење, односно отстранување на веќе створените чворови кои што после тоа се носат и еластични чорапи извесен период и даваат апсолутно најдобри резултати во третманот. Инаку, околу таа хронична венска слабост, така? Тоа е клучот на појавата на ова заболување, што тоа всушност представува. Кај луѓето имаме длабок и површен венски систем и тие имаат споеви. Нормално крвта од површните вени оди во длабоките вени, иако во длабоките вени имаме поголем притисок, постојат одредени валвули кои што не даваат крвта да се враќа од длабоките во површните вени. Кога постои слабост на тие клапни, на тие валвули, значи тие не функционираат и тогаш доаѓа враќање на крвта каде овие површни вени се послаби, нивните ѕидови поеластични, тие се прошируваат, се зголемува венскиот притисок, може и до дури да се изедначи и со артерискиот притисок. И заради тоа имаме ослабена размена на гасови, односно циркулацијата станува слаба, инсуфициентна и доаѓа до појава на сите овие симптоми, како оние најбанални, до појава на она крајна стадиум, отварање на венски улкуси, венска гангрена и така натаму. Значи, таа слабост предизвикува стварање на тие чворови, кои што се видливи, кои што ни пречат не само естетски, туку може да се воспалуваат често, да болат, отечени да бидат, така. Отоци се јавуваат заради венскиот застој на крвта и изголемување на венскиот притисок, кои што може да бидат навистина сериозни симптоми, кои што пречат во секојдневната активност, особено кај поактивните луѓе кои што и за време на својата работа стојат или седат постојано. Така да тоа воопшто не се без да речам симптоми кои што се занемаруваат, односно даваат еден сериозен дискомфорт во секојдневната функција. Таа слабост, значи венска, ако вие не ја санирате, а ги решавате само последиците со склерозантна терапија или со одредени други методи на лекување, тогаш таа повторно се јавува, затоа што причината не сте отстраниле. А венската инсуфициенција, односно слабоста и враќањето на крвта, зголемување на венскиот притисок е фактички причина која што доведува до сите овие појави и симптоми кои што се манифестираат. И се манифестираат. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Да, само погласно ќе ве замолам, намалите го тонот на телевизорот, за да можеме да го чуеме вашето прашање, а потоа вие нели советот и препораката од доктор Арсовски. Ајде ќе се обидам уште еднаш. Добро утро. Така, дали сте на линија, повелете со прашањето? Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте.
сакам да го прашам докторот во која клиника треба да се јавиме, имаме проблеми со вени. Така, добро. Кратко беше прашањето, Значи, ама и одговорот ќе... Повелете Да. во клиничката болница Аџи Цистина. Веќе спомнав, секој најдобро во понеделник попладне, после 15 часот, заедно сме со колегата Јовановски, кој што е специјалист за ехоколор Доплер, и заедно ќе го направиме прегледот, ќе диагностицираме и ќе ви дадеме совет што во вашиот случај најдобро да се направи. Така, да. Доктор Андреја, симптомите секој варираат веројатно од човек до човек, така? Надворешниот изглед е едно, меѓутоа кои се други дополнителни кои што би ги чувствувале? И кога треба да побараме најбрзо лекарска помош, сите преглед? оние пациенти кои што ги чувствуваат тие симптоми на замор во нозете, тежина, отоци, болки кои што имаат после, особено се тие појаки, поизразени навечер, не е лошо да се направи тој ехоколор Доплер, тој е безболен, Да, ефтин, може да се повторува, а дава, пак ќе нагласам, извонеден приказ и извонедно диагностичко помагало во диагностицирање на ова заболување. Така да, и пред да бидат видливи, значи не мора да има изразени варикозитети, најдобро е да се диагностицира почетокот на венската слабост. Тогаш со тие ендовенозни третмани многу лесно, многу ефикасно, не само што се санира таа состојба, туку се спречува и појава на тие чворови кои што даваат веќе и естетска нагрденост, и при самата интервенција, значи таму мора да се направат мали решчиња низ кои што тие се вадат, така да најидеални за третман се оние пациенти кај кои што имаме венска слабост, а немаме изразени варикозитети. Не само функционалните, туку и естетските резултати тогаш се Така, тоа е значи во рана фаза, ран стадиум, така на почетокот ќе се преземе нешто. Така да сите пациенти, а кажав, повеќе од 40% кај возрастната популација, кај жените нешто повеќе, кај мажите помалку, се јавуваат овие оваа венска слабост и овие симптоми. Така, да. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Едно прашање. Се работи за внуката, има многу вени, дури има и чворови. Каде може да се обратиме? Таа беше секаде, дури и операција правиа, меѓутоа повторно ги има. Така, да. Ајде, ќе повториме уште еднаш, да, ќе спомнеме, да. Значи можете, веќе спомнав, во клиничката болница Аџи Цистина, најдобро е во понеделник попладне да се јавите во хируршките амбуланти, да ве прегледаме, да ја прегледаме внуката и да видиме што е причината зошто повторно се јавуваат. Значи ова е ми даде мотив да ги објаснам. Значи дека треба да се запази редоследот во третманот, така? Ако не се решаваат на вистинскиот правилен начин. Секако венската слабост може некогаш и да се повторува, иако зависно со овие методи што ние ги користиме, процентот на повторување е некаде околу 2 до 3%. И ние веќе 15 години ја работиме оваа метода. Нашата статистика, а поминавме повеќе од 1000 интервенции, отприлike се движи нешто над 2%. Меѓутоа, во колку третманот не бил доволно ефикасен да ја спречи причината, односно да ја реши причината, таа инсуфициенција зошто се јавила, тие секако повторно се јавуваат. Така да, правилниот третман не само што дава најдобри резултати, туку го спречува и повторувањето на венската варикозните вени. Така да не е никаков проблем, без разлика што таа била третирана, зависно повторно да се види така каква е состојбата во моментов. Направи правилниот план на третманот за да не доаѓа до повторување, сега пошто е внука, претпоставам дека тоа млада особа и дека ќе ги има тие проблеми во животот. Така да имаме можности денеска навистина добро да ја диагностицираме каде и бил можеби недостатокот во претходните третмани, да ги одредиме клучните точки на појавата на тие рецидиви и да се
интервенира на нив за да нема повторно појавување на проширени вени. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро. Ве слушаме. Имам проширени вени од многу млада. Сега сум 76 години. Натрешните вени допле повеќе пати прам. Не се попуштени, меѓуто површните се доста попуштени, поготово на левата нога, да речам како ортоми ми се. И поготово во лето имам болки, тежина. Употребувам хепатромбин мас, треба вен лети. Бидејќи сум веќе постара, се плашам за интервенција, а инаку имам склерозација пајно пред 20 години. Така. И вените поново се попуштија. Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Доктор Андреја, ќе погледнеме блок реклами, па веднаш по нив ќе го дадеме советот и препораката до гледачката. Останете со нас и гледајте не и понатаму. И веднаш по рекламите, препораката и советот до гледачката која што... Она што би сакал, значи, истото важи возраста, да расчистиме во старт, не е битно. Ние сме имале во овие наши преку 1000 пациенти и пациентки кои што биле постари од 85 години. А сепак сакале да си го решат проблемот, така? Значи не од естетска причина, него и на таа возраст имале реални тегоби кои што веќе уште повеќе го отежнувале функционирањето и одењето на овие највозрастни неколку пациенти што сме ги имале. Така да и возраста на пациентката не е вошто пречка, поготово што ова е многу битно. Овие интервенции се прават во локална анестезија, специјален тип на локална, така наречена туминистентна анестезија. Значи пациентката е будна, свесна, ние си комуницираме за време на интервенциите, така да престојот во болница фактички не постои, половина час останува во дневна болница на една обсервација, дали да не се стегнати премногу завоите и така натаму, и после тоа на нога си ода дома. Значи, сум имал пациенти кои што од после интервенција се враќале на работа, на состаноци и така натаму. Значи, сите оние каде што не е врзана со некаква потешка физичка активност. Каде што може би мал период треба да помине, така, на рехабилитација. Особено додека се носат тие завори, а тоа е 2 дена. После тоа, кога ќе се стави еластичната чорапа, може најнормално да спортува, да вози точак, да не знам, да шета, да... најнормална активност после такви интервенции, така да тоа е предноста на тој минимално инвазивен пристап, кој што се работи во локална анестезија, нема болнички престој, нема хоспитализирање и возраста апсолутно не е лимит, така да Како што знаеме да речеме, стар сум или стара сум, па не сум веќе за такво нешто за правење, така? Знаете, тоа е веќе квалитетот на животот треба да ни биде така добар до... Апсолутно. Да, без оглед на годините. Годините сами по себе не се никаков лимит. Така, да. Во поглед на опциите на третман, отворената хирургија во денешно време веќе е заменета, така со сите овие минимално инвазивни. Кои се нивните предности, кои се сите опции? Само да направиме една споредба, односно, кога конзервативен третман и пристап, кога хируршка интервенција или сите овие други кои што стојат на располагање? Прво, околу отворениот тој стрипинг и вадење на вената, таа метода денеска, да не речем, не се користи, меѓутоа исклучително ретко постои реална медицинска индикација да треба да се применува. И од аспект на таа е врзана со болнички престој барем 24 часа, врзана е со општа или со спинална анестезија, каде што апсолутно не може да се спореди ефектот неизин, затоа што со излекувањето на вената се јавуваат можности за одредени други, да не влегувам сега во толку хируршки детали, не само компликации, него и лош начин на решавање на овој проблем, кој што со ехоколор доплер контролата и со ендовенозниот пристап се избегнуваат тие, да речеме, нус појави. Самата метода е поагресивна и денеска со можноста која што ни дава оваа технологија која што користиме, полека си заминува од
реалната Да. медицинска сцена и можности, индикации за оперативен третман. Од друга страна, тој минимално инвазивен ендовенозен пристап, па веќе спомнав, значи не дава, многу ја поедноставува процедурата, се работи во локална анестезија, нема болнички престои и затоа представува доминантен начин во санирање на овој проблем. Конзервативните методи се употребуваат или на почеток, кога пациентот таа венска слабост не е толку изразена, тие варикозитети не се толку изразени, затоа што можноста за санирање на веќе појавената слабост и варикозитети, конзервативниот третман има многу ограничена реална. Тој може да ги подобри симптомите, меѓутоа да ја врати состојбата во нормала не може. Аха. И не можеме да се потвореме дека само така го третираме проблемот со значи, проширените ако сакаме вени. да го решиме Да. проблемот, тука настапува како дефинитивна можност за решавање исклучиво хируршкиот третман. Склерозантната терапија, денеска нуди повеќе можности. Значи, правење на пена, обичните склерозантни, ето се склеролот како препарат. Меѓутоа, се прави грешка да не се решава венската слабост, односно причината, она што го објаснив како слабост на овие клапни, за да не се враќа крвта од лабоката во површната вена, се прави склерозација на веќе постојните чворови и ако не се реши причината, таа повторно се јавува. Денеска постои можности за склерозирање на целата таа сафена, меѓутоа прво тоа не може да се направи во еден акт, треба да се повторува повеќе пати таа метода и резултатите, за разлика од ендовенозниот пристап со ласер или со радиофреквентна аблација уште поефикасно, процентот на ефикасност е многу помал. Така да, сума сумарум, апсолутна препорака е да се оди со минимално инвазивниот ендовенозен пристап, хируршки, значи да се прави таа склерозација со ласер или со радиофреквентна аблација, која што ние многу повеќе ја користиме, затоа што резултатите од тоа се многу подобри и покомплексни. А склерозантната терапија, за да се избегне таа многу изразена флебектомија, односно вадење, отстранување на тие чворови, после тоа кај одредени пациенти може да се оди со склерозантна, компресивни чорапи и така натаму, за да ефектот биде траен, а не како да не се врати повторно како што а имаме рече многу дека пациенти кои што не биле адекватно третирани, после извесен период се јавуваат повторно овие проблеми и мораме повторно да повторно нешто да се прави, да се интервенира. Затоа нагласувам дека овој пристап на решавање со ендовенозниот пристап, со радиофреквентната аблација, кога се решава причината и се отстрануваат во истиот акт, значи ние исто со локална анестезија ги вадиме и тие веќе проширени чворови, него е што се малку подолги интервенции, особено кај пациенти каде што зависи кај кого се многу поизразени, подолги да. може да траат некогаш и до 2 часа, меѓутоа ефектот е навистина комплексен и доведува и до задоволство на пациентите кои што го решаваат својот проблем и естетски и функционално. Се ослободили и од болката, и од тежината, и од дотокот, и од сите тие тоа пропратни нели потешкоти кое што го прави особено кај помладите жени е поизразено и нормално, зашто може во истиот так да се реши и тоа, така да ефектот на вистина е оптимален. Така да. Сите овие третмани други, ако се употребуваат сами по себе, не доведуваат или до привремени или до недобри резултати во поглед на санирање на Затоа е многу важно како, со што ќе се почне и со што ќе се продолжи, така? Да, Почитување на тие правила во добрата третманот. диагностика, правење правилен избор на тераписката метода и правилен план на третманот доведува до конечни одлични, би ми рекол слободно, одлични резултати. Да. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодариме. Јас малку покасно се вклучив, меѓутоа сватив исто имам проблем со вените. Мислам дека не се во таа тешка фаза. Само не разбрав докторот од каде доаѓа
и името негово. И ако може некако телефон да добием за да се договорам. Така, професор доктор Андреја Арсовски од клиничката болница Аџибадем Систина ќе се јавите таму и ќе побарате нели термин кога имате вие амбуланта за да се направи еден преглед. За вени обично се во понеделник попладне, секој понеделник после 15 часот. Слободно може да се јавите во кол центарот, ќе ве закажат за преглед. У принцип за преглед и не се чека многу. Така, да. И појавувањата жени се јавија најмногу, така? Односно, речи си сите, така? Проблемот е кај женската популација повеќе застапен. Значи, зошто се знаат ли причините? Естрогените хормони, женските полови хормони имаат поголемо влијание, бременоста. Значи, за време на бременоста плодот притиска на погорните вени и го зголемува притисок, односно може да предизвика венска инсуфициенција на долните екстремитети, така да често пати овие симптоми се јавуваат и после бременоста. Така, да. И наследниот фактор си игра своја улога, фактор, така? Да, меѓутоа има и кај маши. Можеби, не можеби, поголем е процентот кај жените, меѓутоа ни мажите не се имуни и во нашиот оперативен програм, па сигурно некаде околу односот е 60 и нешто посто на 40 на посток маши. Така, да. Во поглед на превенцијата, што би можеле тука или веќе кога ќе се направи интервенцијата постоперативно, на што треба да се внимава, што да применуваат? Превенција реално имаме кај се препорачува физичка активност, затоа што работата на мускулната пумпа на нозете ја тера крвта подобро да циркулира, односно венската крв да нема таков застој кој што помага при појава на проширените вени. А некогаш кога некој го има проблемот, па ги штеди нозете или потешкотиите, па помалку се движат, така? Се препорачува носење на еластични чорапи. И сега тука е дали да се носат до коленки, најдобро е хулахопки. Или високи чорапи, затоа што... Ама тие најтешко се облекуваат, па затоа некако има потешкотија да го прифатат, нели? Превентивно се тој послаб степен на компресија, кој што не е толку проблематичен за облекување, не е како оние постоперативни што ги даваме, што имаат поголем процент на стегање. Така да тоа е, у принцип, некоја превенција, ако можеме воопшто да... Затоа што ако имаме веќе склонност, ако имаме слабост на венските зидови, ако имаме венска инсуфициенција, тука превенција веќе не може да станува збор за превенција, туку препорачуваме што поран третман. И тоа на овој начин на кој што го објаснуваме, за да се реши венската инсуфициенција, за да се спречат појавата на сите оние проширувања и симптоми кои што се појавуваат во тек на развојот на болест. А и доколку не се третира и не се лекува, може да направи многу сериозни компликации. Имаме уште еден гледач, а веќе сме на крајот на емисијата, само да го слушнеме и неговото прашање и кратко да ви одговориме. Добро утро, повелете. Се исклучи гледачот. Еве за самиот крај, доктор Андреја, една препорака. Сите оние кои што го имаат проблемот, веројатно да не чекаат состојбата да се влошува и да дојдеме до некој стадиум кој што ќе биде тежок за третман. Како да кажам, една многу честа појава, ајде да не бидам и заболување, иако со развојот станува сериозно заболување. Меѓутоа, суштината, баш заради тоа што денес имаме можност за толку лесни третмани, а третман кој што у старт, значи, ја решава причината и ја отстранува можноста за развој на ова заболување. Не се тоа некои тешки третмани, напротив, се многу лесни и за пациентот и за нас, особено кога се кај пациенти кои што навреме се јавиле и резултатите се на вистина многу ефикасни и заради тоа препораката е во колку има веќе пациентот појава на овие симптоми да се реша што подобро, што порано, со тоа и ефектите се навистина извонредни со минимално инвазивни третмани. Ќе го решиме и естетскиот и функционалниот проблем кој што се појавува. Апсолутно. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. И ви посакувам убав и пријатен ден.